Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Христос се роди, свештениче. Навистина се роди, процесоре. Како што веќе прочитавте од самиот наслов, денешната епизода ќе биде Божиќна. Ќе разговараме, односно беседиме за еден од најголемите христијански празници, тоа е Рождеството Христово. Во првиот дел од епизодата, а во вториот дел ќе разговараме околу новата година на Беседа, бидејќи ја поминавме првата сезона на Беседа, првата година, снимивме 52 епизоди и ќе направиме еден рекапитулар околу тоа како помина претходната година и на кај ќе се стремиме и на кај ќе одиме следната година. Но пред тоа разговараме за вториот, ако може така да се постави, вториот најголем христијански празник, а тоа е раѓањето на Исус, односно Божиќ. Ќе дадам краток вовед во што е Божиќ, едно кратко објаснување. Знам дека меѓу нашите следачи има и такви кои што не се христијани, има такви кои што не се запознаени со деталите околу Божиќ, па ова ќе може да им биде едно добро сиже, еден добар рекапитулар на тоа што е Божиќ, а потоа ќе продолжиме со коментирање на самиот празник. Значи, Божиќ во православната традиција се слави на 7 јануари, а во католичката на 24 декември. Односно 7 спрема 8, 24 спрема 25. Православната традиција го слави според постариот јулијански календар, а католиците го слават според григоријанскиот понов календар, каде што има исправка на датумите. Меѓутоа тоа е истиот празник. Празникот се однесува на раѓањето на Исус Христос. За христијаните е врвниот херој, човекот Бог, воплотениот Свет Дух во човек, кој што се родил за да го спаси човештвото од неговите гревови. Божиќ символизира доаѓање на Божиот мир, љубов и светлина во светот, надежда. Надежда околу животот, почеток на нов живот кој што почнува во најтешките и најтраурните мигови на човештвото, ама и на годината календарски гледано, односно сезонски гледано. Како што реков, според јулијанскиот календар се слави вечерта на 7 јануари спрема 8 и се одбележува со семејни собири, значи сите се собираат по дома на една приватна семејна атмосфера, каде што и кога не се оди на гости, туку секој се собира со своето семејство, се прави постна трпеза, се прави погача со паричка, која што се дели на неколку делови и оној кој што ќе му се падне паричката, тој ќе има среќа целата година, а може би има и некое друго подлабоко значење кој што јас не го знам, ќе каже свештеникот понатаму. И има и еден поздрав. А тој поздрав е Христос се роди, вистина се роди, како што јас и свештеникот се поздравивме пред малку. И само да кажам на кратко, а потоа ќе го проширам ова значење, а тоа е дека Божиќ се споил со некои други традиции предхристијански, кои што особено источните словени ги празнувале во истиот период, па се споил со празникот Коледа, односно Коледај, и палењето на коледарските огнови, всушност се предхристијански празници на започнување на новата година, на воскреснување на сонцето кое што зашло и влевање на нова надеж кон новиот живот. Исус Христос се раѓа како бебе на 7 јануари од Дева Марија и него го посетуваат тројцата кралеви или тројцата мудреци, во различни преданија различно кажано, кои што го даруваат Синот Божи. Тој е причина за една голема радост во светот, бидејќи Бог одлучил да го прати својот син меѓу луѓето. И затоа Божиќ е многу радосен и топол празник. До тука завршувам со мојот вовед за Божиќ и сега му давам збор на свештеникот. Повели свештеник. Ти благодарам, процесоре. За мене Божиќ секогаш, уште како мал, ми символизирал надеж и тоа е, нели, како што кажав, можеби мојата прва асоциација со тој празник. Секогаш чувствував дека самата приказна или оној дел од Библијата кој што зборува за раѓањето на Христос, секогаш додека сум ги читал тие зборови како мал, бидејќи уште како многу мал почнав да читам Библијата, збориме 5, 6, 7 оделение. Целата таа символика ми значеше некоја фрагилна надеж. Онака се родил Спасителот во штала, па војници го бркале да го убијат и така натака, значи во секој момент се можело да прекине, се било толку фрагилно, толку, како да кажам, лесно да се уништи. Меѓутоа не се уништило.
висело на конец. Се висело на конец, баш така. Вистинските мудреци, вистински мудрите го препознале дека е спасител. Исто така и тие тројца мудреци во мене секогаш играле некоја главна интересна улога. Сум се идентификувал со нив како луѓе кои дури пред да дојде спасителот знаеле што е добро и го препознале, биле спремни за него и така натака. После тоа како што навлегував, како што растев и созревав и навлегував и почнав да ги изучувам сите различни религии, различни филозофии, начини на размислување, длабоки езотерии и така натака, научив дека всушност нивните имиња биле Балтазар, Мелкиор и Каспер, што се класични персиски имиња. Значи, тие биле всушност персиски магии, магионичари, што ги нарекувале порано, всушност биле астролози и мудреци. И како што растев, или како што кажав, почнав да навлегувам во тоа езотерично христијанство и како тоа го разбира Божик и така натака. И тука почна да ми се развива идејата за Христос како архетип. И тоа е всушност, многу луѓе сега го имаат тоа гледиште, тоа е од нас средно ниво на разбирање на христијанството според мене, каде што сваќаш дека раѓањето на Христос е символика, која што не учи дека апсолутното или божественото не се раѓа во нас како крал, во слава, во мок и така натака, туку спонтано, како присуство, како светост и така натака. И егото, кое всушност сме самите ние како идентитет, веднаш сака да ја уништи таа светост, таа тишина со концепти, со нови идентификации, со присвојување, бидејќи всушност се плаши од неа. Всушност егото е Ирод, кралот Ирод, кој што сакал да го убие Христос. И на крај, после тие години на гледање на Христос како архетип, почнав да го гледам Христос како процес. Значи, предходните нивоа се уште се тука, тој бил вистинска личност, секако, бил исто така и жив архетип. Целата Библија е всушност и лекција за нашиот живот, ама воедно Христос е и човечката колективна душа. Значи, едно врвно сепство на се што е живо. Всушност тоа е животот како феномен, самиот живот. Стори, животот е еден од неговите аспекти. Тоа е може и повеќе од живот. И во тој смисол Божик е секој момент кога љубовта ќе победи во нас, кога егото и концептите и идентитетот за момент ќе изгубат сила и ќе се стишаат, а во преден план ќе се роди таа ненаметлива присутност, чистиот живот, кој што не е обременет од форма, туку е само постоење. Празникот Божик е исто така и порака, која што ти вика не се секирај, не само што има надеж, туку таа надеж функционира од доле, секогаш од најниското, не од највисокото. А и исто така е и покана, на еден начин, ние да станеме Божик, всушност да станеме сведоци на Христос во нас, да станеме просторот каде што животот ќе живее својата приказна, а не да бидеме некоја смеса од мисли, концепти и така натака. Тоа е како јас ги разбирам работите. Тие можеби не се баш христијански, некои ревносни христијани ќе речат ово е еретик, ово е неотесан и така натака. Меѓутоа тоа е моето разбирање, јас имам право да си го кажам, никој не убедувам да мисли како мене. Така да тие се тие три аспекти како сум го гледал Божик. На почеток сум го гледал како било повеќе како чувство, како некоја надеж, како нешто убаво кое што се случува, кое што означува дека има некој кој што се грижи за нас. Меѓутоа тој е мек, тој е нежен, не доаѓа како крал, како освојувач, туку доаѓа како бебе, означува дека спасот е во нежноста, во добрината, во љубовта. Па после тоа како што растев, нели, во архетипи, во што значи тоа, во како јас да го применам тоа во мене и така натака, и на крај во една апсолутност, дека раѓањето на Христос е всушност раѓање на светоста во нас и покана и ние да бидеме, да се роди Христос во нас. Сештине, јас можам само да ти кажам дека дури да си неутесан, јас пак те сакам, како што си. Фала ти. Фала ти. Не, шала на страна, не мислам дека твоето разбирање е погрешно, можеби не е доктринарно, буквално исто како што нели некој закоравен христијанин би го толкувал тоа.
Меѓутоа, јас имам и претко коментирано дека сметам дека светите книги и традициите кои што ја произлегуваат од нив и развивањето на религиите се еден вид на човечки обид да се толкува тоа што некои просветлени луѓе го имаат откриено, што некакво откровение кое што им се случило. И заглавувањето предсврстото заглавување во догмите на толкувањето според мене е проблематично, заради тоа што тоа некојаш создава една инерција на толкување која што знае да се оддели од навистина тоа што откровението го означува. И заради тоа мислам дека твојот пристап, кој што и мој пристап, јас така пристапам на истава тема, кој што е во смисла јас ова вака го разбирам, зашто јас вака го осеќам, зашто мене вака ми се открило, јас мислам дека е добар пристап. Има шанси повеќе се доближи кон вистината, заради тоа што е искрен, апсолутно искрен, без разлика. Знаеш, ти може да си условно речено во наводници заблуден за некои аспекти и може некој христијанин да дојде, јас за мене да зборам, ако не. Може да сум заблуден за некои аспекти од откровението и може да дојде некој да ми ги протолкува различно или да ми каже, слушај, ова е заради ова и за тоа. И знаеш, ако е тоа вистина неговото толкување, тогаш мене ќе ми се отклучи во моментот и оној свет дух што го имаме во нас наблюдувач што го збориме, автоматски ќе го препознае тоа толкување дека е повистинито. Меѓутоа засега ова е толкувањето кое што го препознаваме и мислам дека е вистина. Самиот свет дух во нас го препозна. Така што не мислам дека си далеку од вистината. Мене многу ми се допадна она што го спомна за тоа дека Бог доаѓа како нешто кршливо, како нешто слабо, кое што нешто повредливо, кое што лесно може да биде повредено, да биде уништено, односно како бебе. Се раѓа како бебе и кралот наредува да го пронедат и да го убијат, нели? А човештвото, односно оние кои што го препознаваат, од петни жили се обидуваат да го скријат. Тоа е одразува класичната борба помеѓу доброто во луѓето и лошото во луѓето. Како што рече ти, кралот е ознака за егото. Тоа е ознака за она кога едно его, еден ентитет, еден човек ќе се оддели од Бог и после тоа заради тоа што знае дека секогаш постои опасност Бог да го поништи, на секој можен начин од петни жили се обидува да избега од тоа и да се спаси. А всушност тоа е една заблуда, многу голема заблуда. Затоа што во повторното вплотување со Бог и напуштањето на егото е клучот на просветлувањето и клучот на љубовта и на животот. Односно на бескрајниот живот, на откривање на мистеријата. За мене Божик има три аспекти кои што сакам да ги пробеседам тука. Едниот аспект е оно што го спомна и тија, тоа е на надеж, на живот. Значи, Исус се раѓа како бебе. Бебето е почетокот на животот, кај сите животни и кај луѓето. Тој е почеток на краткиот човечки живот, а Исус е спојување помеѓу човек и Бог. Значи, во телото на човек, Дева Марија, се раѓа Исус, кој што е Син Божи, а Дева Марија зачнува од Светиот Дух. Веднаш гледам паралели со други митолошки пантеони, например со хеленскиот, каде што оние што се херои, тие се всушност полубогови, како Ахил, како Херкул. Да. Токму тие се да ги спомнам. Значи, тие се полубогови практично, тие се мешавина помеѓу човек, обичен човек и Бог. И Исус е токму истата ситуација во наводници речем. Значи, Исус е ознака за почетокот на надежта, почетокот на животот. И заради тоа Божик е празник кој што го празнува животот и кој што е радосен, меѓутоа сепак е интимен, близок, топол празник, кој што се слави во интимноста на сопствениот дом, со сопственото семејство, заради тоа што раѓањето на нов живот е мачна работа, новиот живот е кревок и треба да му се посвети внимание, треба му се даде топлина, за да израсне во својот максимален потенцијал. И тука го гледам она првото значение на Божик и на раѓањето на Исус. Второто, кој што го напоменав во воведот, беше тоа дека христијанството ги има споено некои предхристијански традиции и ги има во наводници речено преземен. Коледа, палењето на бадниковите огнови, иако православната црква постојано ги критикува овие традиции, дека не се христијански, меѓутоа јас би рекол дека тоа е малку лицемерно, бидејќи зошто па
тогаш Божик да го славиме баш на истиот ден или ден после Бадниковите огнови. Значи, има зошто христијанството во наводници се налепило на таа предхристијанска традиција, а тоа е дека двете традиции го представуваат истото нешто. Имаат различно име, меѓутоа го представуваат истото нешто. Кај источните словени, палењето на Бадниковиот оган представувал повторно надеж кон животот, заради тоа што во најтраурните, најтемните моменти на годината, каде што сонцето изгаснало, се изморило, се истрошило, преку палењето на Бадниковите огнови, словените повторно го палеле сонцето. И тоа представувало почеток на новата година. И не случајно се случува во најтемните делови од годината, преку зимата, а не се случува например на лето, пролет и така натаму. Значи, двата празника се споиле во еден затоа што тие биле истата традиција. Кажа на различен начин, Бадник и Божик. И заради тоа денеска ги имаме и Бадник и Божик, и заради тоа кај нас се палат Бадниковите огнови. Повторно надеж, повторно започнување на животот. И тука всушност е онаа третата точка која што еве накратко ја искоментирав, а тоа е дека буквално како што кажа свештеникот, спасението и човековиот херој доаѓа на најкревките основи. И она што е најниско е највисоко. Оно што е најпонизно е највозвишено. Животот кој што настанува во најтешките моменти, во најдлабоката зима, најстудената зима, е оној кој што ќе биде најуспешен и најсилен и кој што ќе има најголема надеж. И според мене ова е тоа кое што Божик и Рождеството Христово го представува. Според традицијата која што ја знам јас, свештеник ќе ме исправишти, кога се прави Бадниковото, односно Божикното лепче, кај мене се делеше на неколку делови, од кои нели се става паричка внатре во него, се крие, се врти и потоа господарот на куќето, односно таткото, го дели на делови. Започнува првото делче за Господ, второто делче е за куќата, третото делче е за таткото, четвртото е за мајката и останатите делчиња се за по секое дете по едно парче. Не знам кај тебе дали било така или дали ја памтиш ти така таа традиција, дали ја знаеш воопшто, вака беше кај мене, вака се прославуваше. Да, многу слично беше и кај мене, исто всушност, така е. Да. Епа добро. Не знам дали е ова доктринарниот начин на на делење на лепчето, меѓутоа ете, споделувам како било во моето детство и како јас продолжив да го правам понатаму во мојот живот. Ете тоа би искоментирал. Накратко, значи, за мене Божик е слава на животот, слава на почетокот на животот, кој што е означен преку раѓањето на Синот Господов, кој што е кревок, меѓутоа на крајот ќе стане херој на човештвото. Да, во многу работи се сложуваме и двајцата имавме 3 поенти и мислам дека првата поента или првата символика ни беше иста, а тоа е надежта. А исто така една од главните работи кои што и јас и ти ја зборуваме е онаа нежност. Всушност тоа е многу важна работа и е една од можеби најсимволичните, не толку метафизички, не толку духовни аспекти, меѓутоа многу важни од филозофски аспект и од морален аспект и оди заедно со спирална динамика, со качувањето по спиралната динамика, каде што па до ден денеска ние сметаме дека моќта е сила. Моќта е авторитет, владење, доминација и така натака. Меѓутоа, во минатото уште повеќе го мислеле тоа и тоа е нешто кое што може би и во генот нас, во нашиот животински ген седи дека владењето треба да биде со сила, треба да биде да се покаже доминација и така натака и во одреден аспект тоа е вистина, бидејќи ако ти си слаб владетел, ако ти немаш сила, ќе бидеш брзо победен. Меѓутоа, за прв пат во историјата, тоа е нешто кое што само со христијанството е манифестирано и затоа христијанството е толку силна и најсилна се уште религија. Го нема никаде на друго место, дури ни во будизмот, дури ни во хиндуизмот, ни во исламот, никаде го нема тоа. Сите други религии се карактеризирани со некој освојување, со некоја доминирање и така натака. Кришна бил советник на кралевите и така натака. Буда бил крал и така натака, не знам. Во исламот Мухамед, пророкот Мухамед бил освојувач, го направил калифатот. Во јудаизмот има освојувачи, голем број на освојувачи и така натака. Во христијанството главната тема не е освојувач, не е
владетел, не е човек кој што се симнал со ангели да доминира тука и да освои така натака и да направи некој свој поредок, тука е човек кој што дошол со милост, со љубов, со нежност, со жртва, со понизност дошол да им ги мие нозете на грешниците, што е Господ се симења апсолутното на целиот бескраен универзум, се симнува за да ги измие нозете на грешниците и да седи со нив. И тоа е многу важен символ, филозофски символ, филозофска поука, која што ни укажува дека вистинската мок, дека постои паралелна мок, постои паралелно скалило на мок, која што не е како она што ние животински сме го научиле, доминација, сила, па ресурси, па влијание, па сојузници, па се тепате. Туку е нешто сосема друго, паралелно и многу посилно, многу подоминантно. Во еден момент, само кога ќе се допрат тие две скалила, божественото скалило на милост и на љубов го доминира веднаш го поништува. Значи ова пробува да го доминира, го убива и така натака, ова си воскреснува. Буквално не му е гајле за неговата доминација, затоа што си има свој паралелна сила, која што е во него, една безгрижност во однос на обидите за доминација на светот, на световната сила. Едноставно не му е гајле за тоа, бидејќи живее далеку над тоа. И сметам дека тоа е многу важна порака во христијанството и тоа е еден од главните докази за мене зошто христијанството е најдоблесната религија, највистинитата да речеме и најпоучната, и зошто сметам дека Исус Христос не бил само пророк и не бил само просветлен гуру учител, туку бил единствениот Божји син или Бог, затоа што во сите други религии освен јудаизмот, Исус Христос е многу важна фигура, важна, почитувана фигура. Будистите велат Христос бил Буда, хиндуистите велат Христос бил аватар на бактито, на љубовта и така натака. Исламот вели дека Христос бил пророк, меѓутоа значи, сите го признаваат неговата светост и тој за разлика од сите други доаѓа со апсолутна милост, апсолутна љубов и така натака, и тоа е, според мене, главната поука е дека милоста и доброто на крај ќе победи тврдината, крутоста и тврдината. И затоа и така почнува самата приказна на Исус. Почнува со една милост, почнува со раѓање во штала, каде што нема кралеви, нема советници, нема не знам што тука, помпи, балови, туку има едно магаре, едно теле, овчари има и така натака. Меѓутоа, оние кои што разбираат, мудреците, тие доаѓаат. Тие сваќаат што е вистината, каде лежи вистината, значи дури и кога немало учење за Христос, кога сите мислеле дека доминацијата лежи кај кралевите, пак овие мудрите луѓе ја препознале вистината, дури во штала ќе те најдат вистинските мудреци така над вистината. И тоа е надежта всушност, дека надежта дури во најтемни денови ќе опстои. И тоа е исто така и поврзано со она што го кажуваше ти за сонцето, дека во најтемната ног, всушност надежта дека сонцето повторно ќе се врати, повторно ќе дојде пролет, соодействува со целата приказна на Христос. Тоа е, Христос има многу своји аспекти, тоа е убавината на Библијата, дека таа може да се гледа од различни аспекти, во сите тие аспекти има смисла. Може да се гледа како аватар на природата, на сонцето, на сезоните, може да се гледа како архетип, може да се гледа како чиста приказна, како божество, како жив процес, како се може да се гледа врз основа на тоа каква е твојата свест, и сите овие се точни. Во однос на она што го кажа околу понизноста и околу кроткоста и различната хиерархија која што постои во духовниот живот, ќе го прочитам Матеј 5.5 од Библијата, кој што вели: блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Мене ми текнува дека многу пати до сега јас и ти коментиравме и го дававме ова предание кој што нас не си има откриено, а тоа е дека преку понизноста еден човек може да работи на собственото зрење. Значи само преку понизност, само преку напуштање на егото, напуштање на себе си практично, може да работи на духовно пред се, ама и секакво друго зрење. Имавме ние неколку емисии претходно, например за великанство, имавме за водство и авторитет, за човековата социјално-сексуална хиерархија,
за семејство, за како основна градбена единица на цивилизацијата, екстремна самообитност, односно индивидуализам. И во сите нив ми текнува дека ова откровение го коментиравме, дека всушност ако сакаш да напредуваш, ако сакаш да станеш, и великанство, нели една епизода, ако сакаш да станеш великан, пречо треба да се понизиш себе си во служба на нешто поголемо од тебе, некој достоен идеал, кој што е поголем од тебе. И сликата за Исус, како што е опишана во Библијата и во христијанството, е тој достоен идеал. Тоа е нешто поголемо од тебе, повисоко, кој што ако му служиш и ако наместо се служиш на себе си, ако се понизиш себе си, ќе станеш велик човек, ќе станеш великан. Има и други вакви идеали на кои што можеш да им служиш, кои што се достојни, меѓутоа обидот на христијанството да го опише Исус е всушност обид на човештвото да го опише совршениот човек, Богот човек, вдахнат од Бог, создаден од Бог, меѓутоа сепак е човек меѓу луѓето, меѓу земјата, кој што е кроток, меѓутоа истовремено кога треба е и строг, е учител, е воспитувач и е делач на божествената мудрост тука на земјата. Оној кој што сака да напредува и оној кој што сака да допре до Бог, треба да си го земе Исус како свој идеал, да му се понизи на него и да го следи. И заради тоа Исус е опишан како крал над кралевите, крал на луѓето. Ми текна кога бев во Каталонија, во Барселона, на Саграда Фамилијата, огромната градба, која што до ден денеска не е завршена веќе неколку векови, пишува Исус Назаретус Рекс Јудорум, односно крал на евреите. Не само што е Рекс Јудорум, односно крал на евреите, туку е Рекс на луѓето, Рекс Хомо. Тоа е објаснувањето зошто понизноста е всушност врвната доблест и зошто преку понизност се условно речено напредува во духовниот свет. Мислам, слични учења сакат да укажат и да постигнат и будистите и даоистите, на друг начин кажани, меѓутоа јас слично ги разбирам. Например, даоистичкото прифати го флуксот и хармонизира се со животот и практично амор фати, нели? Практично тоа е понизи се себе си, напушти се себе си и препушти се на судбината. Меѓутоа, покрај тој аспект на понизност, во Божич, мислам дека најбитниот аспект е, како што кажеме со свештеникот, надежта. Надежта за животот, надежта за новите почетоци. Апсолутно се согласувам со тебе. Надежта е едно нешто за кое што малку зборуваме, можеби треба да снимиме уште една цела епизода за надежта. Дефинитивно. Бидејќи таа е многу важно нешто, многу важна особина кај секој човек. Ние обично зборуваме за вербата или довербата во себе, довербата во процесот, во Господ и така натака. Меѓутоа многу е важно да се спомне и надежта, она не само верба, не само сила, туку чувство дека може да биде подобро. Не дека ти ќе направиш, не дека ќе се смени нешто, туку дека може да биде подобро. Едноставно, дури и во најтемните моменти на твојот живот и на реалноста, да знаеш дека постои светлина, да знаеш дека постои нешто добро. И тоа е, надежта е всушност она кое што го убива скептикот во тебе и нихилистот. Така е, свештениче. Амин. Мислам дека тука е добар крај за првиот дел и се надам дека нашите следачи добија можеби појасно некое откровение за значењето на Божич. А сега, драги следачи, одиме со вториот дел од нашата епизода, а тоа е за една година помината на беседа, првата сезона и почетокот на втората сезона, повторно во истиот период кога започна и годината и кога е Божич. Всушност, така и беше и намерно смислено со почетокот на 2025 година да започне нашата емисија. Ако одите назад на нашиот канал, ќе видите дека првата епизода започна првата недела, која што дојде во 2025 година, недела како ден, тоа е 5 јануари 2025 година. И од тогаш немаме пропуштено ниту една седмица со снимање на беседа. На почетокот јас и свештеникот зададовме неколку теми, после тоа го големивме списокот. Сакавме да покриеме неколку основни теми, како например спирална динамика, како например Маслова хиерархија, зрењето како процес, Шварцови основни вредности, Колбергови стадиуми, така натаму. И после покривањето на овие основни теми, кои што ни беа потребни од аспект на тоа што сакавме да го преработуваме во следните епизоди,
Потоа завлеговме да обработуваме најразлични теми, меѓутоа секогаш се трудевме да се некои теми кои што резонираат со нас, со нашиот дух. Значи никогаш не обработувавме теми заради тоа што се во тренд или заради тоа што се, не знам, површни. Всушност, ниедно од нашите теми не е површна и не е обработена површно. Иако може да изгледа од насловот, например. Некој може таа темата за што се случило со Америка да му изгледа на површна тема, меѓутоа нашата анализа беше од аспект на, империализам, од аспект на спирална динамика, од аспект, значи подлабока анализа даваме на секоја тема, дури ако изгледа површински површно. Според мене беседа пројде многу добро. Јас тргнав со никакви очекувања. Мене идејата ми беше да направиме еден вид на запис на тоа што и онака го разговаравме со свештеникот редовно, додека се шетавме. Меѓутоа испадна во нешто многу повеќе од тоа. Само да потсетам дека пред да почнеме да снимиме беседа, јас со свештеникот редовно се шетавме и разговаравме. Исто како што разговараме во беседа, така разговаравме и на лице место во живо, додека се шетаме. И во една ситуација ни се случи откровение на двајцата во исто време, ни се откри Бог и ни рече треба да снимите емисија. И го памтам моментот, се шетавме кај него во неговото мало и додека се шетавме, онака се буквално се вчудено видивме како ни дојде тоа откровение, тоа сознание, тој заклучок истовремено со истото значење, со истата тежина на откровението. И потоа се организиравме и мислам дека еден месец после тоа започнавме да снимаме беседа. Така што идејата на беседа на почеток немаше преголемо очекување од незе, меѓутоа според мене се развива нешто многу поголемо, нешто што многу ми се допаѓа и ме тера и сум многу мотивиран да учествувам во незе. Од 0 следбеници пораставме на над 120 следбеници, што за некој му изгледа можеби малку, меѓутоа треба да се има предвид дека 120 луѓе кои што се квалитетни, кои што слушаат подлабоки теми, се повредни од 1200 луѓе кои што сакаат површни работи. Така што беседа е за мене позитивна работа, се надам дека ќе продолжиме следнава година да работиме уште повеќе и повеќе да ја развиваме, имаме нови некои аспекти кои што ги воведуваме и се надам дека нашите слушатели, вие слушатели, уживавте во беседа. Секогаш може да учествувате со коментари и со предлози и да учествувате во самата емисија како гости. Добре дојдени сте и одиме напред. Свештениче, за тебе беседа како помина претходнава година и на кај би сакал да оди следнава година? Јас се сложувам со се што кажате. Јас сум исто така многу задоволен целиот процес и од се што се случи со беседа каналот и подкастот. Едноставно, како што кажате, 120 беници плюс минус се не повредни од 1200, туку ја би рекол од 120.000 се повредни. Да, утнав бројката, извини. Едноставно, тоа се луѓе кои што слушаат најдлабоки концепти и размислуваат за нив и се заинтересирани повторно следната недела пак да слушаат нешто длабоко и пак да растат, наместо само да си го исклучат умот со слушање на некои јутубери, подкастери македонски кои што зборуваат само за шминката, за трачот, за кој со кого легнал, што направил и така натака, некои најповршни, вулгарни, профани, безумни муабети и да се оддалат од целиот тој тренд на модернизмот и да се навратат кон мудроста и така да мислам дека тие 120 луѓе кои што сега ги имаме, кои што секојдневно растат, многу од нив ни пишуваат преубави работи и сме во контакт со нив и создаваме една мала заедница на исклучително вредни луѓе, духовно вредни и карактерно вредни, луѓе кои што работат на себе, на телесен, на умствен, на духовен аспект, на сите овие аспекти заедно. Тоа се луѓето кои што навистина вреда, тоа е она златото кое што ќе го добиеш откако ќе се исчисти песокта. Така да јас сум апсолутно задоволен, понатака ќе растеме и растеме секојдневно. 120 за една година, вредни луѓе, достојни луѓе се одлично нешто. Ние, како што кажа, не се надевавме на ништо, не ни беше ни гајле и се уште не ни е гајле. Само си снимаме, си збориме, си уживаме во нашите разговори и понатака како ќе се одвива целиот тој процес, не сме ние многу врзани за тоа, не сме заинтересирани за
каква и да е слава или богатство, туку сме заинтересирани за духовно богатство, што дојде понатака, тоа си е спонтано. И како што каже исто така дека во иднина имаме во план многу различни промени, многу различни надградувања, кои што сами по себе си се градат. Она што сакав да го напоменам, кој што никогаш не го кажав, е дека нашиот подкаст, за разлика од сите други, нема видео снимка, туку е само аудио, што е уште еден плюс кај нашите следбеници и слушатели, кои што се спремни да го преминат тој праг на визуелно гледање на луѓето и проценување на она што се збори преку тоа што го гледаат, туку се конектираат со нас преку она што се кажува и навистина се запознаваат поинтимно со концептите и со нашите идеи и во нив се создава простор и они да развиват своји идеи, своји мислења, а не да не гледаат нас како фигури, како поединци и да го градат своето мислење врз основа на тоа кои сме ние или како личиме и така натака. Тие луѓе кои што го можат тоа се уште понапредни од оние кои што не го можат. Така да тоа е тоа што имам да го кажам, како што каже и ти, и јас кажав, пак ќе се повторам, дека имаме многу идеи за воиднина, имаме огромен број на теми, ние како што снимаме епизоди, така помисливме порано дека ќе ни се потрошат темите, меѓутоа тие само се создаваат, се градат се повеќе и повеќе, ние колку повеќе снимаме, повеќе теми имаме и се расплинуваме со темите, доаѓаат гости кои што зборуваат на различни теми, последен ни беше Токсоносецот, кој што зборуваше за финанси, и ќе доаѓаат и други гости кои што ќе зборуваат за различни аспекти на реалноста и на живењето, така да останете со нас, ние не прекинуваме, како што кажавме пред некоја епизода, ние само зимаме залет. Да, сештениче убава година помина. Мислам дека темпо во кој што го зададовме беше таман како што треба, еднаш седмично. Темпото изискува, нема да лажам, барен напор, меѓутоа сметам дека е таман динамично за да не тера и самите ние да се развиваме. Нашите слушатели не слушаат, во главно покриваме теми кои што веќе ние со години ги имаме и обработувано и читано околу нив и сега практично концизно ги ставаме во формат од еден час. Меѓутоа, покрај толку многу прочитани информации за сите овие теми, а ја веќе кажам, не постои тема тука за која што не сме навлегле длабоко во незе, и уште една работа ќе кажам дека не постои тема или дел од било која емисија или епизода во која што нешто манипулативно сме настапиле со цел да добиеме некаква си слава или повеќе луѓе или да не следат или некакво внимание. Значи, секоја искажана мисла која што сме ја снимиле за беседа била апсолутно автентична и искрена. И тоа јас го знам за свештеникот, знаејќи претходно како сме разговарали пред да почнеме да снимаме епизодата, а и знам за мене, можем да го тврдам заради тоа што не постои еден момент во кој што сум помислил че ќе се ова вака ќе го кажам за да вака да ме сватите или онака све. Единствената пречка е дека едноставно тука разговараме за темите и не е битно кои сме ние. Буквално како што кажа свештеникот, ние дури немаме ни видео, луѓето не знаат како изгледаме и некој ќе каже, ама ете тоа ви е пречка за да растете повеќе. И знаеме дека ни е пречка да растеме во оние апсолутни бројки. Меѓутоа, според нас, јас мислам дека тоа апсолутно не е пречка, тука е апсолутно еден филтер кој што ги филтрира квалитетните луѓе од помалку квалитетните, оние кои што може да завршат внимание, кои што може да размислуваат подлабоко на овие теми, од оние кои што бараат визуелни стимули за да си докажат на себе си дека нешто е вредно да се слуша и да се гледа. Во главно оние кои што барат визуелни стимули или мора да видат дали тој што зборува е смешен, интересен или убав, за да одлучат дали да го слушаат, се оние кои што не можат и онака да држат внимание повеќе од неколку минути. Така што многу често се случува да јас или свештеникот зборуваме по 5 по 10 минути, јас па тој, па јас па тој, секој од тие делови да биде по 5-10 минути, а за тоа треба да има капацитет да се држи вниманието и да се размислува на темите, затоа што нашата обработка не е површна. Инаку можам да забележам дека просечниот диапазон, односно распон на следење на нашите емисии се качи од почетокот. На почетокот беше околу 5 минути, па негде на средината на годината беше околу 7 минути, а сега веќе се качи на просечно 13 минути. Значи просечно зборам слушање
на една епизода е 13 минути, што значи дека од, ако секоја епизода ни е во просек гледана, односно прегледувана, да речеме 90 пати, некој просек да извадам, тоа значи дека макар четвртина од тие луѓе ја слушале целата епизода од саат, што е многу добра бројка. Некој ја слушале половина час, некој ја слушале 2 минути и така натаму. Меѓутоа, сега гледам дека според статистиките на YouTube, просечната слушан само се качува. Веројатно на Spotify, кај што е само аудио, уште поќе се качува. Тоа е позитивен знак. Тоа е позитивен знак дека ние делуваме на еден вид на контратежа на сите оние кратки, кисели, зашекирени содржини во нашиот, ами и во општиот етер, кои што и уништуваат способноста за држање на внимание и на критичко размислување на општата популација. И заради тоа, јас сум задоволен со беседа како што оди и со каков ефект има врз публиката која што не следи. Мислам дека редовно не следат околу 90 луѓе, тоа е многу добра бројка, затоа што таа наша мала заедница на луѓе која што се зголемува постапно, е таа која што утреден ќе го смени светот во најпонизна смисла. Добро кажано. Јас само ќе спомнам уште една работа во текот на нашите епизоди каде што имавме интервјуа со гости кои што ние сметавме дека треба да ги поканеме, не се тоа некои популарни луѓе, не се тоа некои од джет сетот, туку тоа беа луѓе кои што ние сметавме дека треба нивниот глас да се слушне и си ги поканивме и си направивме многу убав муабет со сите нив. Ги поздравувам сите наши гости оваа година. Некои од нив може ќе се повторат, ќе се вратат во следната година, ќе имаме и нови гости и така натака. Она што сакав да го кажам е дека имавме и 2 дебати кои што беа многу интересни. Едната беше дебата против радикалната десница, отелотворена преку себе опишаниот фашист Паша, и од друга страна имавме дебата со, да речеме, левата страна или радикалната левица, отелотворена со Марија, која што беше на страната на феминистите, да речеме. Имавме преубава дебата и со едниот и со другиот и завршивме на многу убави точки, се уште сме во контакт со нив, во многу убави односи и покажавме како треба да се дебатира на едно надконцептуално ниво. Една од главните цели на овој подкаст е да го представим, да ја представиме нашата парадигма на надконцептуалност и на неидентификација со концептите, и оваа година, земајќи ја како прва година, како почеток, мислам дека имавме солиден успех. Јас сум презадоволен со сите наши подвизи. Значи, јас да ги поздравам нашите гости, кои што претходно учествува во емисијата. Имаме уште гости кои што ќе ни учествуваат понатаму. Ги охрабрувам нашите следачи да ни пишат, да се пријават да учествуваат во емисијата, ако сметат дека имаат нешто мудро и паметно да кажат, или да учествуваат во дебата со нас. Слушајте, јас уште одамна имам даден еден повик дека секој тој кој што смета дека моите ставови се неосновани, дека може слободно да дојде во беседа и да ме оспори, ќе има комплетен простор од саат време да ги вкрстиме аргументите и да дебатираме надконцептуално со модератор. Како што знаете, ако сте ги следеле тие емисии на дебата. Меѓутоа, можете да учествувате и како гости, нели? Како што беше Токсоносецот, како што беше Мргуда, како што беше логотворецот, писателот. Факманот исто така. Нашиот прв гостин. Да, нашиот прв гостин. Значи, сите оние кои што кои што има нешто мудро да кажат и кои што немаше антагонистички воопшто став во тие епизоди, туку идејата беше да му дадеме простор на гостинот да се искаже себе си и неговите откровенија, спознанија и мудрости кои што ги стекнал во текот на живот. И уште една работа да спомнам, ова го спомнав и во претходната епизода, во последната за 2025 година. Меѓутоа уште нешто да спомнам, од оваа година го воведуваме и писателот како содомаќин со нас. За почеток, идејата ни е да учествува можеби еднаш месечно, каде што ќе ни поставува прашање или ќе учествува на друг начин, кој што ќе го одбере тој. За понатаму, можеби ќе се вклучи и по-често, можеби некои емисии ќе ги водиме тројцата, ќе видиме како ќе функционира тоа. Инаку, писателот ни е наш близок другар, пријател, и се радуваме на неговото учество во беседа во новата година. Дополнителна работа е тоа што ќе се обидеме оваа година да создадеме
да ги поделиме епизодите и тие што помина, ама и новите кои што доаѓаат на пократки делчиња. Значи, ние ќе си продолжиме да си ги снимаме, нели, како што си ги снимаме по саат време, меѓутоа ќе се обидеме да ги сечеме на пократки делчиња, некои делови кои што се битни или кои што може да се извлечат од нив, да бидат попристапни на некои луѓе кои што немаат време целата епизода да ја слушаат. И би рекол тоа е тоа. Божик, почеток на новата година и почеток на нова сезона беседа. Се што иначе одиме напред јако, нели? Само јако. Само јако. Имаше еден, сега ме подсети, имаше еден другар од мало, кој што викаше, ако не знаеш како, само јако. Добра поговорка му беше тоа. И па мислам дека можеме тука да затвориме. Драги слушатели, среќна нова година, среќен Божик, Христос се роди и се гледаме во новата година. Поздрав.